Очекуваниот демократски сенс за потребата да прекине фамилиарното протежирање изостанува, затоа што и натаму се толерира поместувањето на прагот на политичката и на етичката конзистентност, без да се разбере дека тоа е школски пример за фаворизирање. Дефиницијата за непотизмот и натаму продолжува да биде непознатица за македонскиот естаблишмент. Неверојатно е како таа не можеше да биде научена, иако беше констатирано уште при првиот судир со незиното поимање. Па еве го вработивте вашиот внук? Да, го вработив, мојот внук да работи како економски приправник. Тоа е непотизам, вие се борите против тоа. Каков непотизам е тоа што некој помошни работи врши? Ако внукот врши помошни, тогаш неговата мајка ќе има обврска да води главен збор, освен ако не се сменила регулаторната и супервизорската улога на пазарот на капитал која е доверена. Дискриминацијата не смее да биде исклучена ако со незиното активирање се зачува моралниот кредибилитет на ионака разјадените институции. Еве сестра на специјалниот јавен обвинител конкурирала, поднела документи, аплицирала за одредени места. Како на тој граѓанин да му кажете извинете, вие немате право да бидете на одредена позиција или место во државата, а исполнувате условите. Личностите, условите и принципите добиваат уште понагласена улога кога тие не задоволуваат ниту еден од потребните критериуми, освен персоналната проценка и интуитивноста на тој што ги бира. Оправдувањето на таквото однесување е само неаргументирана апологетика, со оглед дека фронтално се поставуваат токму тие што алармираа за огромниот број лица со кои бил обкружен предходникот. Советниците на премиерот ги бира самиот тој, значи воопшто не се работи за администрација, значи да ги раздвоиме едната другата работа. Втора работа се работи, владата тоа веќе го објави пред неколку месеци за минимум двојно помал број од тоа што било пракса претходно. Нејасно е само што ќе му се толку многу советници чија бројка и особености дополнително и креваат тензија на ионака хиперсензибилизираната јавност, што во начинот на игра и на потезите што ги влече. Неговите соиграчи буквално му се поклонуваат на мајсторлукот, со кој тој всушност самиот ги решава над преварите. Всушност, најмалку му е лесно на господинот Заев, затоа што со оглед на условите со кои што ги има на теренот, игра како Меси. За разлика од овој нападјачки стил кој го негуваат, ривалите се оставени без никаква шанса за пробив. Принудени постојано да играат катанаџа во недостиг на креативност, нивниот голман само на секаков можен начин се обидува да се заштити од погодокот кој виси во воздухот. Не остана простор, кој што веќе не е одбранет од наша страна. Немаше никаква потреба за да искористам оваа дополнителна можност за бранење на одреден простор кој што не е доволно одбранет. Но оние пак кои се во хамлетовска позиција и се обидуваат да израснат надвор од просторот наменет за постојана одбрана, веројатно ќе им треба период на дополнителна едукација, оти корелирајќи ја државата со репрезентативните Шекспирови реплики, би требало барем да ја научат разликата меѓу него и Цепенков. Парадоксална е ситуацијата и нешто е гнило, како што вели една од народна поговорка. И на крајот, ништо не е толку гнило колку лаицизмот во политиката и во науката. Пурпурната боја е македонската боја, иначе грците не ја прифаќаат и црвената боја воопшто им е непријателска како боја. Зошто? Па затоа што е македонска. Сината е европска, ние од нив бараме зелена. Само прогледувањето низ тој тробоен спектрум ќе му стави крај на македонскиот и на балканскиот политички далтонизам.